Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Господова вечера. Апостол Павле во 1 Коринтјаните 11 глава запишал: Зашто јас го примив од Господ она што и ви го предадов, дека Господ Исус онаа ноќ во која беше предаден зеде леп и откако благодари го раскрши и рече: Земете, јадете, ова е моето тело кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така по вечерата ја зеде чашата и рече: Оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Правете го секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и ќе пиете од оваа чаша, ја објавувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа секој што јаде од лебот или пие од Господовата чаша на недостоен начин, ќе биде виновен за телото и крвта на Господ Исус Христос. Но секој човек нека се испита себе си, така да јаде од лебот и да пие од чашата. Зашто оној што јаде и пие недостојно, тој јаде и пие својата осуда, бидејќи не го разликува Господовото тело. Затоа многумина меѓу вас се немокни и болни, а мнозина и умираат. Господовата вечера е Божја заповед. Исус Христос ја заповеда. Не смееме да ја обезвредниме и да помислиме дека таа не ни е потребна. Штом Господ ја заповедал, тоа значи дека имаме полза од неа. А ползата не е во тоа дека ќе станеме посвети, поправедни со земањето леп и вино, туку во тоа што ќе ја потврдиме нашата вера и послушност кон Господ Исус Христос. Господовата вечера е символ. Кога го јадеме лебот и го пиеме виното, ние се сеќаваме на жртвата на Господ Исус Христос. Преку лебот и виното, на видлив начин ја символизираме неговата смрт и ја дознаваме вредноста нејзина. Жртвата беше направена за сиот човечки род, но од неа ќе имаат полза само оние што учествуваат во земањето на лебот и виното. Господовата вечера представува единство и љубов. Верните Божји деца јадат од еден леп и пијат од една чаша. Тоа е Господ Исус Христос. Тоа значи дека имаат една надеж и една вера и дека љубовта е таа која ги соединува да живеат во заедница и со меѓусебно опростување. Тоа единство не се однесува само во една локална заедница, туку тие се поврзани со сите верни од целиот свет, кои вистински го разликуваат телото Христово. Со Господовата вечера, верните ја потврдуваат љубовта еден кон друг. Како што Господ од љубов го предаде својот живот за нас, така и ние треба да живееме во љубов и со потполно разбирање за слабостите на нашите браќи и сестри. Со Господовата вечера, ние го навестуваме доаѓањето на Господ Исус Христос. Не само што правиме спомен во минатото, туку ја гледаме и иднината преку Господовата вечера. А тоа значи дека кога учествуваме во неа, ние проповедаме дека тој наскоро ќе дојде по својата црква и ќе ја прибере во неговото небесно царство, каде што пребива правда, мир, љубов. Се до оној момент, верните ќе земаат од лебот и виното и ќе проповедаат дека тој се уште не дошол и дека вратата на Божјата благодат е отворена на секој што ќе ја чуе пораката на Евангелието за Исус Христос. Господовата вечера не е за сите. Таа не е за неверници или за побожни лицемери. Во Господовата вечера не треба да учествува човек кој греши, кој не е наново роден и кој не го познава Бог, ги крши Божите заповеди и така натаму. Бидејќи со тоа, како што вели апостол Павле, се изложува на поголема казна, не разликувајќи го телото на Господ Исус Христос. Кога некој јаде недостојно
ја презира жртвата и смртта на Господ Исус Христос. Затоа секој треба да биде веќе очистен и измен преку крвта Негова, зашто Господовата вечера е само за верници кои живеат во согласност со Божите заповеди и имаат Свет Дух во себе. Тој што не се помирил со својот ближен или што крие грев во себе, без да е исповедан пред Господ, а зема од лебот и виното, таквиот се осудува на казна и смрт. Затоа треба кон Господовата вечера да се пристапува со респект и почитување и да се има целосно разбирање за незината содржина. На Господ Исус Христос нека му е слава, што не остави спомен се до неговото второ доаѓање. Амин.